Почитувани колеги пратеници, во име на парламентарното мнозинство, предводено од ВМРО-ДПМНЕ, Коалицијата за подобра Македонија и ДУИ, му предлагаме на Собранието на Република Македонија предлог на закон за определување на услов за ограничување на вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на соработка со органите на државна безбедност, за конечно се заврши процесот на лустрација во Република Македонија. Основот за овој закон го гледаме во резолуциите на Парламентарното собрание на Советот на Европа од 1996 година, 2006 година, од резолуцијата на Парламентарното собрание, од резолуцијата на Европскиот парламент од 2009 година, во која што јасно се кажува дека Европскиот парламент верува дека зачувувањето на историските спомени се вкупното преиспитување, признавање на европската историја ќе ја зајакнат европската интеграција. Република Македонија, како земја аспирант за членство во Европската Унија, исто така треба да води сметка за нагласувањето на важноста на одржување во живот на спомените од минатото, затоа што не може да постои помирување без вистина и сеќавање. Европскиот парламент жалиш дека 20 години по падот на комунистичките диктатури во Централна и Источна Европа, пристапот до документи се уште прекумерно е ограничен во некои земји членки и повикува за вистински напор во сите земји членки за отварање на архивите. Убедени се дека највисока цел на разоткривањето и испитувањето на злосторствата е помирувањето, кое може да се постигне преку признавање на одговорноста, барањето на прошка и негувањето на моралното обновување. Во рамките на сите реформи, почитувани колеги, кои што ги правиме во Република Македонија, на патот кон нашето членство во Европската Унија, неопходно е да покажеме демократски капацитет, да се соочиме со нашето минато, да ги извлечеме поуките од него и да настапи процес на толку потребното помирување во Република Македонија. На тоа не повикуваат многу резолуции, како што кажав, меѓутоа и последната резолуција, поврзана со извештајот за напредок на Република Македонија од 14 март 2012 година, во која што во точка 53 во делот на владење на правото и внатрешни работи се вели дека се охрабруваат властите на Република Македонија да го завршат веќе еднаш процесот на објавување на имињата на агентите кои што се поврзани со тајните служби на поранешна Југославија, меѓутоа и комисијата да ги обелоденува нејзините наоди директно на јавноста. Значи нешто што е за жал спротивно на одлуките на Уставниот суд, меѓутоа тоа е во рамките на вредностите на Европа кон која што сите се стремиме. И да не мислиме дека тоа е препорака само на Република Македонија од оваа резолуција, и резолуцијата за Србија содржи вакви идентични барања, односно повикувања, и стои дека ги повикуваат властите да продолжат со напорите за ослободување од наследството на поранешните комунистички тајни служби, отворање на националните архиви, особено документите на поранешната УДБА, и дека ги охрабрува властите да обезбедат пристап до архивите кои се однесуваат на поранешните земји на Југославија и да им ги вратат на владите ако тоа го побараат од нив. Знаете дека и Министерката за внатрешни работи и председателот на државата бара од Република Србија да ги дадат документите кои се однесуваат на Република Македонија од нашето поблиско минато. Исте ваква резолуција и ваква обврска се дава и на Украина. Значи се работи за еден проект кој што го има зацртано Европската Унија за сите посткомунистички земји, и како што Германија, Унгарија, Чешка, Словачка, Полска, Бугарија и други земји од Централна и Источна Европа го завршија овој процес успешно, така и Република Македонија треба да го заврши процесот на лустрација, и после затоа го предлагаме овој закон, сосема нов закон, ново законско решение,
после донесувањето на одлуката на Уставниот суд, со кој што фактички Комисијата за верификација на факти веќе нема што да работи, закочена е нејзината работа и не може да продолжи процесот на лустрација, бидејќи временската рамка, временскиот опфат, членот 2 став 1 е укинат и со тоа фактички не може да се спроведува никаква лустрација во Република Македонија. Имајќи ги во вид европските пракси, искуства, законите од оваа сфера, бидејќи тежнееме за усогласување на нашето право со европското право и посебно со правото на земјите членки на Европската Унија кои што го поминале периодот на комунизмот, предлагаме овој закон, кратко ќе го нарекувам да не земам време, закон за лустрација, да во членот 1 временската рамка да биде од 2 август 1944 година до отпочнување на примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, а тоа е септември 2006 година, се задржавме на оваа дата и на оваа временска рамка, тргнувајќи од препораките од 150 експерти од регионот кои што работеле во рамките на проектот од Германскиот Маршалов фонд, финансирани од Европската Унија и УСАИД, за лустрација на земјите од Западен Балкан, каде што во точка 2 вели примената на треба да го вклучува не само периодот до 90-та година, туку и периодот до донесување на Законот за слободен пристап до јавните информации. Значи, за Западен Балкан, земјите кои што треба да го спроведат процесот на лустрација, констатирале дека не треба да биде до моментот на воведување на повеќе партиски систем, туку моментот кога се носи Законот за слободен пристап на информација од јавен карактер. Понатаму, почитувани колеги, во член 2 зборуваме дека изворни информации се оригиналните документи без оглед на рокот на нивно чување, уништување и класификација. Нешто што е ново во законите кои што исто така го превзедовме од европските пракси, бидејќи декласификацијата е искуство од Германија, од Унгарија, од Полска, од Бугарија и многу јасно во нивните закони се вели дека декласификација на документите кои што се водени од идеолошко-политички причини не представуваат класифицирани информации во смисла на Законот за заштита на класифицирани информации. Бидејќи нашиот нов закон за класифицирани информации зборува за информации кои што штитат безбедноста на државата, меѓународните договори, нејзиниот углед и стабилноста на државата, а досиеата кои што се запечатени на 10, 20 или 30 години да не видат бело видело и да не се види кои се тие кои што подошли и што им правеле на граѓаните на Република Македонија, мислиме дека треба веднаш да се декласифицираат и да се отвори минатото пред граѓаните на Република Македонија, никој да не биде заштитен. Во однос на новата промена која што ја предвидуваме во членот 3, се однесува на проширување на опфатот со лица кои што се стекнале и лица поврзани со нив кои што се стекнале со надпроценти од капиталот во предпријатијата со општествена собственост, согласно Закон за трансформација на предпријатијата со општествен капитал. Почитувани колеги, имавме можност и деновиве да читаме искуства и исповеди на поранешни службеници на ДБК или УБК, кои што јасно кажуваат дека најголем дел од фирмите во Република Македонија и тие што биле важни, почнувајќи од оние кои што произведувале леп до оние кои што биле извозници, дека биле луѓе на тајните служби и дека дури тајните служби се финансирале од средства на тие предпријатија. Оттаму треба да се даде одговор со овој закон, да се види како течеше процесот на приватизација во Република Македонија. Зошто државата молчеше и зошто државата дозволи да се украде буквално целокупниот општествен капитал создаван со години од сите работници и тој капитал да биде преточен во рацете само на малкумина директори
на поранешната партија, комунистичката партија, и тие да станат собственици на целокупниот имот создаван со години. Треба да се даде одговори зошто државата помагаше и даваше наместо да им одземе тогаш кога не ги плаќа ратите на и така обезвредените фирми кои што ги проценуваа, наместо да им ги одземе предпријатијата, државата издаваше обврзници кои што банките им ги даваа со 50% попуст. Зошто тоа го правеше државата и зошто толку ги држеше овие луѓе, место да им ги земе предпријатијата и постапуваше спротивно на законот? Зошто државата односно беше нема и слепа на тортурата која што се правеше на работниците да ги подпишуваат акциите, да им ги предаваат на директорите и менаџерските тимови, да останат без акции само и само за да останат вработени во фирмите. И без оглед на жалбите, и без оглед на тоа што зборуваше синдикатот, државата продолжи понатаму да биде нема и треба да се даде одговор зошто толку ги поддржуваше нивните директори и дали тие луѓе не сакаа и партијата не сакаше да го зачува влијанието преку економската моќ во политичката сфера, плашејќи се од повеќепартискиот систем кој што доаѓаше и демократското плурално општество. И на тој начин да може да манипулира со целокупните општествени движења во Република Македонија. Наредна промена која што ја имаме предвидено во законот е комисијата да може да објавува имиња на лица јавно на поранешни, сегашни и идни носители на јавни функции, и тоа е согласно со резолуцијата од 14 март, согласно со искуствата на европските пракси од земите од Централна и Источна Европа, германскиот закон член 43, нивниот закон за лустрација, во кој што се вели дека законот за лустрација има предност пред сојузниот закон за заштита на личните податоци и каде што постои јасно разграничување на интимната сфера на кодошот и социјалната сфера. Почитувам председателе, ве молам да ми го стопирате времето. Ако опозицијата не интересира експликацијата, значи цело време се зборува, до сега вие постојано интервениравте и координаторите на и замениците од опозицијата на секој прозборен збор од мнозинството. Колеги, пратеници, ве молам. Стварно ве молам. Кој е заинтересиран? Това не личи на ништо. Кој е заинтересиран, нека ја сослуша. Кој не е заинтересиран, нека се излезат ако не сакат да слушат. Продолжете, повелете. Значи, објавувањето на имињата на лицата е согласно европските пракси и согласно законите кои што важат во Европската Унија и јасното разграничување на личната сфера и социјалната сфера во која на оние кои што ги нарекуваме кодоши, односно соработници. Се овозможува пристап на физички лица сами да си проверат за сите информации кои што службата ги собирала за нив. Исто така, согласно резолуцијата се предвидува транспарентност, регистарот се објавува на веб страницата, на сите регистарот за кодошите, но во исто време и сите документи кои што се собираат се даваат на увид на јавноста. Со тоа, мислиме дека процесот кој што во Република Македонија започна и на кој што му беше зададен силен удар, треба да му го вратиме кредибилитетот со самиот факт што јавно ќе ги дадеме документите на увид на целокупната македонска јавност, сите да видат кој што правел, зошто правел и дали вистина некој се прогласува за соработник основано или неосновано. Ваквиот транспарентен приод ни го посочува и Европската резолуција од 14 март и мислиме дека ќе бидеме во согласно со сите посткомунистички земји од Централна и Источна Европа и на тој начин ќе го затвориме процесот на лустрација. Исто така, имаме и нов во членот 18 за корисниците на информации беше испуштено дека корисниците на информации
на тајниот соработник, оние кои што учествувале во носење на одлуки со кои се кршени или ограничувани основните права и слободи на граѓаните од идеолошко-политички причини и се послужиле со информација од тајниот соработник заради остварување на материјална корист или погодности при вработувањето во службата, и тие ќе бидат основ за лустрација. Овој закон, почитувани дами и господа, е пред вас. Овде не е обврска новинарите, политичките партии, верските заедници да се лустрираат, меѓутоа мислам дека тоа ќе биде поттик за сите нив да си го тргнат од нив срамот кој што некој сака да го стави на нивниот грб, и оние кои што се чисти, кои што нема од што да се плашат, ќе се подложат на процесот на лустрација. Затоа ги повикувам сите пратеници во Собранието на Република Македонија да го гласаат законот и да отворат простор Република Македонија да се демократизира. Благодарам.